емисијата Призма 3 на програмата на телевизијата. Во наредните 60 на минути ќе зборуваме за новата грејна сезона, за пред се за оние граѓани кои што веќе извесен период се греат на газ, кои се придобивките, кои се условите, доколку сакате да преминете на газ и сето она што е поврзано со гасификацијата, со искуствата кои што ги има Струмица газ и со оние анализи математики кои што велат каква е разликата доколку преминете од дрва или од електрична енергија на газ. По тој повод, наш гостин вечерова е директорот на јавното предпријатие Струмица газ, господинот Зоран Китанов. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав до вашата телевизија, емисија и до вашите гледачи. Благодарам што ја прифативте поканата на почетокот, може да се каже, на грејната сезона, да зборуваме токму за она, нели, што се вели колку е исплатливо и зошто на газ, а не на струја или пак на дрва. Кога веќе споменавме грејната сезона и официјално започна грејната сезона, колку и дали Струмица газ годинава ја пречека грејната сезона подготвени? Па, за волја на вистината, ние имаме доволно време секојаш пред сезоната да се спремиме максимално. Но да ги информирам граѓаните дека овие ладни денови ќе бидат денес и утре, од сабота повторно температурите се поправат, така да нема да имаме некои драстични падови на температурата, но во секој случај ние сме спремни. Проверките, контролите што ги правиме секоја година континуирано ги правиме. Имаме добра екипа, имаме добри новости за граѓаните, а тоа е кога другите енергени се поскапуваат, гасот поевтини. И за разлика од минатата година, значи грејната сезона, која гледаме 1 октомври, а и така оди парцијално намалувањето или покачувањето на гасот на секое тромесечие и сега се падна баш 1 октомври, имаме пад на цената од некаде 17,5%. Што во ова време на оскудица, како што гледам на дрвата, покачување од порано на цената на струјата, гасот веќе представува доста добра можност за грејење, но да појаснам, а тоа во текот на разговорот ќе го елаборираме, кај нас се спомнува гасот само за грејење. Гасот се користи за 3 работи: за готвење, за грејење и за топла вода. Сега како за топла вода? Да појаснам на граѓаните дека самите котли на газ што се, иначе тие што ги имаат, ги знаат, нели, нормално какви се, за тие што не знаат, да кажам дека еден гасен котел и тоа со солидна снага не е некаде 80 сантима висок, 40 сантима широк, 30 сантима длабок. Значи малку поголемо тоа бойлерчето што го имаме сите у кујните, и тие се така концепирани да освен излезот за парно, имаат посебен независен излез за топла вода. Што значи тоа? Тоа значи, тоа е приклучен на системот за топла вода во домакинството. Најлесно е кога се има ротекс водовод, таму се стави, тоа е цел водата оди низ цел стан или цела куќа. Со самото, исто како протечниот бойлер на струја, со самото дигање на рачката на мешалицата за топла вода, тој уклучува грејач, така да кажем, што ја загрева водата и имате за неколку секунди топла вода во изобилство. Значи, освен грејењето, имате и топла вода и повеќе не ви треба електричен бойлер. Значи, и како физички да зазема место во купатилото или во кујната, но и финансиски, бидејќи вие тоа го начинавте, ќе збориме, гасот е за некаде беше 20, сега веќе сигурно 25 на кај 30 оди посто поевтин доаѓа од струјата. Значи сето тоа комбинирано, готвењето, грејењето и топлата вода го прави гасот доста примамлив и не случајно, може да кажам слободно, цел свет многу одамна го користи гасот и ние може да се гордееме или така кажано да се пофалиме во Македонија дека Струмица е првиот град што е комплетно гасифицирана и така натаму. Меѓутоа сега не мора дојдете во Германија, дојдете во Нови Сад и да кажете правиме гасификација, они ќе ви кажат па дури сега.
затоа што тие оддамна го имаат осетено бенефитот и во Европа газ нема во Албанија, во Црна Гора, Косово и Македонија има, ама како да го нема, но ќе го објасниме тоа. Се надевам дека првите чекори се прават, дека ќе го постигнеме и тоа е процес што оди напред. Не може да оди назад. Значи, дрва ќе има се помалце. Струјата ќе биде се поскапа. Газот е моментална алтернатива за грејење, многу примамлива, а тоа го виделе другите држави многу одамна и затоа тие комплетно, вие гледате во сите филмови, не може да видите шпоред на струја. Секаде гледате шпоред на газ. Така да, газот е навистина добар. Добрата страна што ние дури сега се приклучивме или имаме газ, е тоа што сите детски болести многу одамна се надминати во оваа област, во оваа технологија, така да веќе искуствата од сите тие проблематики се надминати и, ајде да не кажеме донесено до совршенство, но со новите генерации на кондензациони котли, кои што работат со работна температура на котлот од некаде 45 до 50 степени, значи, да ви кажам за споредба, еден дрвен котел работи 70 до 80 степени минимум. Нафтен котел исто така на голема. Овие се многу штедливи, се нови технологии, едноставно многу се добри. И ако го приклучите на интернет, можете и по телефон да му се јавите да се уклучи. Ќе зборуваме за сето тоа, меѓутоа накратко. Што значи, предпоставам дека ќе ги интересира и слушаме честопати уште од идејата кога беше промовирана за гасификација на Струмица. Што значи компресиран газ? Зошто токму тој начин и оваа идеја? И накратко, кој е јавното предпријатие Струмица газ? Па вака. Значи, целата оваа работа започна некаде после 2009 година, водени од желбата да на граѓаните, на стопанството им приуштиме поекономичен вид на енергенс. Градоначалникот заедно во самата програма избор на 2009 година имаше гасификација на Струмица. После тоа се заземаме за работа, таа работа ми ја довери мене да проверам како може да се гасифицира Струмица, но Струмица нема цевка. Значи во Македонија цевка има од 98 година од Бугарија преку Кривопаланка што води до Скопје. Натаму друг крак се нема изградено. Гледавме дека догледно време нема да може да се изгради, зборам за 2009-2010 година, и од кога ми ја даде задачата, тоа не е нешто ново да измислите, погледнав како тоа се прави во светот. Пропатува во соседни држави, ги видов примерите. Начините се два. LNG и CNG. LNG е liquid natural gas, CNG е compressor natural gas. Компресор за нас беше изводлив само компресираниот природен газ. Зошто? Затоа што за LNG-то морате да имате терминал, тоест пристаниште. Во најблиското пристаниште во Солу нема таков терминал за LNG, за liquid natural gas. Сега знам дека се прави обиди да се направи во Драч и да се направи некаде кај Александрополус, но тоа е нешто што тек ќе биде. Тогаш немаше. Ваков тип на компресиран природен газ го имаше во Бугарија, најблиско до нас, каде што можев со свој очи да го видам како тоа функционира, и го има на запад во многу држави, и тоа е едноставна работа, а тие го практикуваат тоа таму каде што нема цевка и дека што не се исплаќа, например, скијачки центар на Алпите. И сега да носат цевка до горе нема потреба, го практикуваат овој принцип и ништо чудно не е. Сега што е? Треба да имате таму каде што има цевка, да ставите мајка станица, така наречена, тоа е компресор, каде што гасот се компресира во специјални мат модули или така боци по наши кажано. Тоа се тие жолтите што ги гледате на изгледот од Струмица према Валандово, и каде гасот се компресира, нашиот газ се компресира некаде според законот е до толку, на 220 бара, иначе може и до 250 бара, физички ја има таа можност, на толку се атестирани, сервисирани, лиценцирани и така натаму. И
Потоа, кога ќе дојдат овде, се врши декомпресија. Декомпресијата е од 220 да се спушти на 4 бара и да се пушти во градската мрежа. 4 бара, градската мрежа е иста секаде во светот. Додите и во Минхен, и во Лондон, и во Њујорк, 4 бара е секаде градската мрежа. И натаму постапката е сосема идентична, како да имате пристап до нормален гасовод, така да кажем. Значи, тој беше начинот. Сега, од кога го презентиравме тоа дека вака може, другшие не може, имаме една предност во една оскудица на луѓе што познават ова проблематика. Во Македонија, верувате, малку се луѓето, за жал, што ја познават проблематиката со гасификацијата, но имаме ние една срекна околност, еден наш сограѓанин, тој е господин Хаџимишев, кој што е директор на топлификација, доста ја има простудирана оваа работа и јас отидов кај него. Бидејќи не се срамам да прашам кога нешто не знам, му ја покажа физибилити студијата, му го пожав идејниот проект, што, како, каде, ми рече, ости ми 7 дена да погледнам. Се слушнавме после 7 дена, да, вика, ова може изводи, се распраштал нормално и по негови кругови, каде што тој има доста поголемо искуство, и така отпочнавме. Сега на што внимававме цело време? Внимававме на квалитетот на опремата. И одговорно тврдам дека стандардите што се применети во изградбата на струмичката гасоводна мрежа се истите стандарди кои што се применуваат во моментов и во цела Европска унија. И ќе нагласам преска тоа што го реков, надминат се тие детски болести, па ние веќе можевме да зимаме производи кои што се проверени и што начините на кои тие постапки се прават. Сега за фалба е, што е за фалба? Нели имаме она купувате македонски производи. Нашата мрежа, значи, проектантите се македонци, надзорот е македонец, изведувачите се македонци, цевките се македонци, а за цевките ќе ви кажам една анекдота, како дојдов до тоа, цевките се македонски. Едино што користиме странско, бидејќи го нема во Македонија, тоа се едни електрофузиони спојки, тие ги користиме од Джордж Фишер, таа е една најреномирана швајцарска фирма, тоа е за спојување на цевките меѓу себе, значи се останато е македонско, мерните станици, тие се германски, Елстер, и тоа се 3-4 компании во светот што го работат тоа, така да немате некој голем избор, но се со огромно реноме. А за цевките, да ви кажам, во една од државите кога бев од почетокот да проверувам како се прави гасификација, и гледав дека монтираат цевки, така, портокалови, и ги прашав од кај ви се цевки, дали се германски, италијански, словенски, и вика, ти се зафркаваш со нас, зошто? Па вика, македонски се. Како, вика, македонски у Македонија, гасни цевки. Да, вика, едни од најдобрите, и да скратам, Конти Хидропласт ги произведува едни од најквалитетните цевки по ДФЛ ГВ стандард. Значи, сега малку една фалба за производителот. Меѓутоа, поентата е, и за нас е тоа многу добро, бидејќи кога вие проектирате улицата евде овде пред вашата телевизија, се замислило дека треба да се оди по дагол од 90 степена. Меѓутоа, кога копате, ќе излезе некој темел од Втора светска војна, или да не кажем од порано, многу е лесно, Евгелие, на саат време од овде. Се јавиме, за саат време ќе ти направат каква сакаш спојка и така натаму. Значи, тоа ни е една улеснителна околност. И така започна целата таа работа. Сега, опремата за компресирање и за декомпресирање, како дојдовме до неа, се јавија од почеток повеќе производители кои што парцијално прават делови. Некој прави компресор, некој прави декомпресор, меѓутоа една до две фирми во светот прават комплетна опрема, и тоа е фирмата Галилео од Аргентина, и таа е по мене, по мој мерила, една од најдобрите фирми во светот, иначе со амерички капитал. Да не ве чуди зошто е Аргентина и Јужна Америка. Јужна Америка бензин користат 5%. Се друго е на газ, во Бразил на шекерна трска, меѓутоа многу малце се користи бензин. Тие одамна го имаат ова простудирано, и јас сум многу задоволен со работката со нив, бидејќи, како да кажем, ние во целиот овој систем имаме еден SCADA систем за далечински надзор на целата работа, и тие 24 сата не монитираат од Аргентина, и многу често гледаме како ни влегаат во системот, како
апдейтираат, проверуваат и така натаму, задоволни сме од тој дел. Понатаму следуваше изградбата, понатаму следуваа првите приклучоци. Од почетокот, и вие не пративте, и другите телевизии од Струмица не пративте, од почеток, знаете ги сите наши почетоци, и времето брзо минува, ако бидам искрен, мислиме, лане било кога бевме на почетокот од градот, која стававме првата цевка, со ФИ 355, која што беше со таков диаметар невообичаен, и главната мрежа што е околу Струмица, некаде 11,5 километри. Таа е со таков диаметар, тоа го имам кажано и друг пат и сега ќе го спомнам, да следните 50 години облакодери никнуват, главната мрежа не треба да се цепка, таа има доволен капацитет, бидејќи тоа е под притисок, чисто да ви дам според, во Минхен е ФИ 200 мрежата, значи нема потреба од... А Струмица е обезбедена и не треба, едно што е ископано еднаш, не треба да се прекопува втор пат. Првите приклучоци паднаа, градинките, школите и така натаму, знаете целата историја. Финансискиот аспект беше прекрасен. Значи, тоа се бројки, од бројки не се бега. Значи, сите градинки, основни школи, средни училишта, општинската зграда, зградата на Арама, библиотеката, претходната година, пред да бидат уклучени на газ, потрошиле за грејење за нафта 21 милион. Наредната година 9 милиони и 800. Значи, пак ќе повторам, тоа се бројки, тоа е факт. Понатаму нашата задача беше домакинствата. На едно нешто сите струмичани треба да бидат горди, јас сум горд. Првото домакинство во Македонија е приклучено во Струмица. И тоа ќе остане во историјата. Класификацијата ќе следува, ќе ја има, но по неколку работи сме први и ни годи, добро ни е. Од почетокот, како и кога било електрификацијата пред, што знам, 5-6 години, може би имало скептицизам, и овде имаше скептицизам, па како ќе, па шо ќе, па скапо ќе, па вака ќе, онака ќе. Меѓутоа, тие што употребија, ретко сум сретнал некој да каже не е добро, најпрво реагираа тие што беа финансискиот дел, реагираа тие што беа на струја и на нафта, бидејќи тоа беше доста поскапо од гасот. Најбавно одика и тие што се на дрвја. Сега тие со дрва сега нападнаа. И морам да напоменам, многу често сум го давал това апелот и кога сум имал со вас интервју, значи да практикуваа граѓаните март, април, мај, јуни, нека повелат кај нас, да ги искажат нивните барања, бидејќи ние не можеме да интервенираме за еден ден за нешто. Значи, ги собираме информациите, каде ни е најголемата побарувачка, и тогаш даваме на проектантот овој урбан блок да се проектира, па се вадат дозволи за градби и така натаму, и почнуваме со градба. И сега, инцидентно можеме да интервенираме таму каде што веќе имаме поставено мрежа. И затоа, тоа се работи плански. И затоа опатуваме еден апел. Овие денови буквално работиме и сабота и недела. Значи, граѓаните што до година ќе имаат на умисла, да не чека да дојде септември, октомври, нека дојдат во март, во април, да влезе во проекцијата за наредната година. Кои се искуствата на граѓаните? И јас го имам дома, сега ја ако зборам ќе за дека е субјективно, меѓутоа пред тоа имав друг котел, навистина е прекрасно. Прво имате комоција неверојатна и верувам дека сите граѓани сакат да се уклучат, не е спорно Зоран. Но за жал времето е тешко, финанси и така натаму, проблем. За најлесно име на тие што веќе имаат парно во собствените домакинства, куќи, станови, тие треба да го сменат котелот. Приказката дека кога купиле таков котел на дрва, па продавачот им рекол оти тој може да биде и на газ, не држи, не е точно. Значи, промената на котелот е, а се останато е исто, радијаторот си е радијатор. Нема промена на цевките на мрежа? Ништо, тоа нема промена, дури уште полесно работа, така да кажам. Тие се толку софистицирани, значи,
кој ќе добиете еден термостат што до сега ви служил дома само за да, сакам 20 степена, овде не е така. Тие термостати се буквално како таблети, со надворешен сензор, со внатрешен сензор, ја мераат температурата надвор. Како надвор се покачува температурата, тие намалуваат температура на котлите и така натаму. Значи, тоа е еден сплет на многу современа техника. И домакинствата го осетија бенефитот и се повеќе и повеќе зима замав. Ова година, еве пак, први во Македонија, имавме првата зграда. И така имаше малце, бидејќи ја приклучивме некаде, мислам, јуни месец, ја нема држите за збор, и ги користеа претежно за бањање. И имав од 2-3 пријатели телефонски повик, да не ни е нешто грешка, вика, ми стигна, вика, 200 динара за цел месец што се бањав. Викам, толку е. Значи, тие се многу економични и работат на принцип кога треба да работат. И едноставно примената е многу едноставна од кога ќе се наштело, кога ќе се намести натаму. Сега, една работа да знаат сите. Со ова, како и со струјата, играчка нема, импровизација. Тоа ме интересираше, колку е безбедно? Вака, сега еден ваш колега кој ме праша тоа кај мене у канцеларија, ја му рекол, па добро, ако земе се ти двата прста у штекера да ги ставиш, ќе те фати струја. Значи, вака, гасоводната мрежа, рековме ние пред малце, дека е 4 бара. Но тоа е пред вашиот дом. Таму има едни ормари, ги имате видено, на кој што пише Струмица газ, таму постои, меѓу другото, и регулатор. И тој регулатор го спушта притисокот од 4 бара на 25 милибар. Че да ви кажем, една споредба, една запалка има 1 бар. Значи, многу помалце од проток што се вика од една запалка. Значи, тој регулатор, приликом нагла потрошувачка, нагло побарувачка на газ ненормална, блокира. Приликом било какво намалување, паѓање на притисокот на мрежата, пак блокира. Што значи тоа нагло? Не значи тоа дека котлот побарал нагло. Например, некој ја пресекол цевката, почнал да диши, тој моментално блокира. А иначе, природниот газ, доста луѓето кај нас и го мешаат со пропан-бутанот. Значи, природниот газ е нешто друго од ова што го имате во тие портокаловите боци од макветот што купувате. Тоа е пропан-бутан и тоа е доста, зошто го кажувам, тоа е доста потежок. И не случајно се случува, па макар и кога менуваме она малото шпиртолокче боцичката, долго време мириса во собата. Бидејќи тоа е потежок, таква моја конфигурација. Природниот газ е многу лесен. Значи да имате најмал отвор, тој веднаш ќе излезе. А да настане експлозија, буквално треба такви идеални услови што просто невозможно. Или некој да земе, значи и цевката да ја пресече, огин да стави, тој ќе гори само тука кај што излегува. Исто како запалката, зошто не влезе внатре. Сега да не ви објаснувам примери како може да дојде до експлозија, бидејќи треба буквално да се претера во секој смисол. Тоа што се гледа понекогаш на телевизија таму и таму во таа држава, погледнете, тоа се стари згради, тоа се стари инсталации од пред 30, 40, 50 години. Во Новоградба многу тешко, баш заради тоа што ви го кажав преска, сите тие детски болести се надминати, но има и нешто друго. Како што ќе објаснам и процедурата како е за добивање приклучок. Видова и така и нас. И ние викаме, треба да направите проект. Проект прави само овластена проектантска куќа со овластени лиценци што ги добиват од државата. Без тој проект и ти, Зоран, да дојдеш, нема да ти дадам приклучок. Значи, доаѓаш со проектот. Во проектот пишува како треба да биде изведено. Може да си платиш приклучок, да имаш се, но кога ќе кажеш да, изведено е и нашата екипа доаѓа и гледа дека ти не си го изведил по проектот, нема да ти пуштиме газ. Значи, едноставно, стандардите мора да бидат запазени максимално. А зошто го правиме ова? И за безбедност на граѓаните, и за наша безбедност, и се да функционира добро. Тоа е желбата на сите. За постапката, нели, како да се дојде до приклучок ќе зборуваме, меѓутоа мене ме интересира во моментов.
каква е бројката, односно колкав е бројот на домаќинствата кои што веќе се приклучени, го користат гасот и она што пред малку го споменавте, освен на јавните институции. Правите ли некои сондажи, анализи, каква била состојбата претходно, каква е сега или после одреден временски период кај домаќинствата во делот на заштедата, каква е разликата, кои се нивните искуства и може ли некои бројки, чисто не гледачи кои што се уште размислуваат да знаат што ги очекува? Нема проблем. Вака, ние ги приклучивме домаќинствата, ги приклучивме институциите, за институциите реков, која беше споредбената потрошувачка. Значи, овде се работи за гасомер, исто како струјомер. Секој први доаѓаат нашите екипа, отчитуваат колку метри кубни имат истрошено, се пресметува и толку завршено. Значи, не се плаќа ништо унапред, или ако не трошиш, не плаќаш ништо. Значи, принципот на гасомерот е едноставен. Искуството со странките, јас што ги имам, се да не зборам ја колку сум, бидејќи јас знам ја колку сум плакал, да ви кажам 50% ми падна мене потрошувачката. Бев пред тоа на нафта, тогаш нафта беше и доста скапа, беше стигнала до 1 евро. И мене ми падна 50% потрошувачката. Луѓе што се на струја, така да кажам, сега ќе зборам, последно имав завчера со еден пријател се сретнав, тој има така поголема куќа, некаде 250 квадрата, и он ме вика зимно време во најладните месеци, јас знаев, вика, да ми дојде сметка, вика, и по 50.000 денари. Бидејќи голема куќа, троши многу, струјата е таа што е цената, неговата сметка за газ, најголемата беше некаде 27.000. Значи, пак ќе дојде на половина. Доста, тоа е поекономична е, не само што е поевтина од струјата, или како доаѓа поекономична и од дрвата. Дозволете ми накратко да објаснам. Реков, ова е нова технологија. Сега ова е исто како да имате еден мотор од 2000 кубика, ќе земам Мерцедес 200 дизел, стар 15 години, и Мерцедес 200 CDI. И ова е 2000 кубика, и ова е 2000 кубика. Овој оди 140 троши 10 на 100, овој оди 220, а троши 6,5-7 на 100. Зошто? Нова технологија е. Усовршени се кондензационите котли што ги става 99 на 100 од котлите во Струмица се кондензациони, што ги ставаат, тие имат искористеност од 110%. И се зошто 110%, како може 110%? Да не ви објаснам таа постапка. Системот на кондензација го надминува тоа што е таа една мртва енергија и така одлучиле во светските мерни институции да ги додат од озгоре, така да кажам се вулгарно. Значи, таква искористеност имате максимална. Гасот согорува 98%. Ако ви кажам дрвата колку согоруваат, нема да верувате. Посебно, котлите на дрва, пак што се кај земјоделците, тоа е ужас. Таму тие искористуваат едва 1/3 од енергијата на дрвата, се друго оди во дим. Значи, искористеноста е огромна. На кондензационен котел чадот е како од една цигара. Неспорно, најголемиот факт, нешто за кој што заради економската состојба може би забораваме, најголемата придобивка е воздухот во Струмица е чист. Значи, ние веќе имаме потрошувачки инсталирано некаде околу 11 мегавати. Значи, тоа се 11 пати по 1000 киловати и така. Натаму, за толку не загадуваат оџаците во Струмица. Што останува? Останува индустријата. Индустријата е спремна, имаме барање. Цевка имаме однесено во зона Север, индустријскиот комплекс уште пред 2 години. И сега веќе ги имаме првите барања за приклучоци, им однесовме цевка до Ормар до се. Физичкото вклучување во моментот е на, така да кажам, стендбај. Зошто? Затоа што мазутот им е многу ефтин и финансиите ги терат да почекат, но ви тврдам, тоа е бензините секој ќе одат нагоре, тие надоле не може да одат. Значи и тие веќе ќе се приклучат, ресторантите веќе го правевме сега првиот приклучок минатата недела, кафичите, еве сега имам навала за овие терасите што се. Сака таму да ги стават тие грејни тела,
за да можат надвор заради законот за пушење и така натаму. Значи, а тие пред тоа биле на струја. Еве, знам споредба, прв кафич кој што се вклучи на газ за користење на грејење и на топла вода беше 19-ката и споредбата го прашав на газата која му е, пред тоа бил комбинирано на нафта и на струја, па некаде 40% му е заштедат. Кога споменавте за мрежата, колкава е во моментов мрежата, колку километри и дали може да кажеме дека целото подрачје на градот е покриено? Преска напоменав, тие се првите 11,5 километри што ги направивме 2011-2012. Таа е таа главна мрежа, така што ја викаме, и сега од неа вадиме прстени и се шириме по квартовите. Стигнати сме до 23 километри. Тоа е за мене, така да кажам, една гордост. Иако, кога би имале повеќе финансиски средства, може би ќе стигневме и до повеќе, но како што е времето оскудно за граѓаните, исто така и општината мора да внимава колку ќе се опушта и како ќе се опушта. Да напоменам, единствен финансиер на се што е направено во врска со гасот во Струмица е општината. Значи, тоа е факт и целосна и собственоста на предпријатието, но и кога било најтешко, градоначалникот снаоѓал, смогнувал сили да ни помогне, да не застанеме, да продолжиме. Може би некојаш сме сакале да направиме 8 километри, па сме направиле 5. Или сме сакале 5, па сме направиле 3. Но не сме застанале. До ден денес не сме застанале и јас мислам, ако продолжиме со оваа темпо, дека за некои си 2-3 години, кога најрано очекувам да дојде националниот гасовод, Струмица би имала и струмичани, би имала некаде околу 40 до 50 километра мрежа, што ќе биде пак огромна предност во однос на другите градови, бидејќи, верувајте, јас и на многу учества што сум зел по разни симпозиуми или дебатни емисии во Скопје, мојата сугестија беше да час побрзо почне да се граде национална мрежа. Но градоначалниците да не чекат, нека си прават внатрешни мрежи. Бидејќи еве сега отпочна да се гради гасоводот од Куманово до Клечковци, тоа до Штип. И во најдобар случај, што не верувам дека толку може брзо, ама еве нека стигне, нема проблем. 1 мај стигне во Штип. И што ќе приклучите? На која мрежа? А верувајте, папирологијата одзема огромно време. Многу ми беше полесно кога почнавме да градиме отколку кога се расправавме со папирологии, идејни проекти, главни проекти, физибилити студии, вакви, такви, онакви. Година дена ќе ти одземе тоа. И затоа сум давал апел да отпочнат веднаш, за да ги дочекат спремни. И сега, кога ќе дојде гасоводната мрежа до, меѓутоа не гледам дека тоа го прават градовите, за шал, и кога ќе дојде таа национална цевка до Струмица, ние имаме еден бајпас од 3-40 метри и тоа ќе имаме уште поевтина цена, а веќе ќе имаме, па да кажам, 50% покриено од уличките во Струмица, бидејќи се Струмица, ако земете по некој мој сознание, не ме држите цврсто за збор, подземната мрежа на Евана е некаде 200 километри. Значи, буквално да стигнеш до секоја ќоше. Меѓутоа, ние градот цел го имаме офатено. Сега, како што реков преска, согласно барањата како ни се, така ги напаѓаме квартови по квартови. Имавме барање од стопанственик за зграда во делот кај касарната, па бевте присутни, за месец и пол дена ја реализиравме. Посебно бидејќи таму беше чист терен, бидејќи друго е кога градите по асфалт, по бекатон, па треба да сечите, па да вратите во пробитна состојба, таму по 100 метра на ден правевме и немавме никој проблем. Значи, многу е лесно кога веќе имаме екипирано, но ние не однесовме цевка само за една зграда. Значи, ние однесовме главна цевка до една раскрсница, која што ќе ги снабдева било кој згради што ќе се градат во иднина овде. Значи, таму веќе не треба да се копа. Значи,
имаме опфатено целиот град, но согласно барањата и можностите, така, ќе повторам, напаѓаме квартови по квартови. До сега имаме 22 километри, ќе продолжиме со ова темпо. Како што ќе доаѓаат кај нас барањата, ние така ќе се трудиме да одговориме на тие барања. Веројатно и затоа апелирате навреме граѓаните да се информираат, да ги поднесуваат барањата за да може да се направи бидејќи е процедура. А она што исто така може да се забележи, она што се случуваше во последните денови на нашата улица овде на Братство Единство, значи ги користите моментите кога се копат улиците. Тоа беше добар момент, некаде пред месеци и пол, не ме држите точно за збор сега, бе повикан во урбанизмот и на еден состанок каде што ми беа предочени кои улици ќе се асфалтираат, се планираат за асфалтирање, да го искористиме тој период, да не после ги сечеме тие нови улици, стварно е греота. И ние тоа го искористиме максимално, значи сите улици што сега наново се асфалтираа, Братство Единство, па потом од Алфа банка до раскрсница со Братство Единство, па кај Сандо Масев, иако веќе ние имавме таму мрежа и моментално тоа не ни треба, но ние поставивме заштитни цевки под раскрсниците за утре или после 2, 3, 5, 10 години да имаме оставено цевки во кои што ќе се стави нашата гасна цевка и нема да има потреба нов асфалт да се сече. Така. И сега овој момент кој што цело време нели провејува низ разговорот, начинот на кој што граѓаните кои што се заинтересирани може да добијат приклучок, која е постапката, колку време трае, колку чини самиот приклучок и веројатно вие ги имате одредени пресметки, анализи направено многу повеќе, претпоставувам чини самата инсталација, инвестицијата внатре во станот или куќата, отколку она што треба да се плати кон јавното претпријатие. Вака, прво приклучоците, тоа е согласно мрежните правила кои нам не ги одобрува регулаторна комисија, а наведно после ќе кажам нешто за регулаторна комисија, за една голема придобивка што имаат граѓаните на Стромица. Значи, тоа е пропишано, тие правила, прописи, норми се пропишани. И приклучоците се делат на стандарди и нестандардни. Стандардни се тие што се тој сет стандарден, значи во Германија дојде се вика G4, тој што го имате кај домакинството овде кај нас, и тој кошта 700 евра, но приликом нашиот прорачун колку тоа кошта и кога го предочив тоа на градоначалникот, тој даде предлог до Советот и тука имаше и од советниците предлог, тоа беше веќе пред 2-3 години, сега не ме држи точно на збор, општината ги субвенционира со 140 евра секој приклучок, значи нам не ги префрла тие пари, општината на крајот од секоја година, и викам ова година имаме толку приклучоци и за толку ни надоместуват. И сега тој приклучок класичен е 560 евра. Значи, во тој добивате еден, така да кажам, значи од гасоводната цевка до пред вашиот дом. Тоа се става обично на влезот од оградата, од домот, како да иде. Внатре тој сет содржи се што треба да содржи, значи има регулатор, има гасомер, има вентили и така натаму. Од тука натаму е обврска на граѓанинот, на корисникот. Значи, проектот треба да го направи, како ќе земе, тоа е една цевка што треба од тој ормар, веќе на многу помал притисок, доди до, така да кажам, котларницата. Меѓутоа, пак ќе се навратам, овие гасни котли не изискуваат котларници кои ние што знаеме, дека тоа треба да биде некоја просторија доле, некаде у подрумот, нечиста или не знам што. Овие може, по сликите може да видите, може да бидат во кујната на место еден плахар. Значи, изведбата внатре е негова и купувањето на котелот. Тој што веќе има радиатори, тој што има цевки, тоа си останува се исто, тоа не се чепка, не се менува. Редот е тој, доаѓаат, поднесуваат барања. Му се го прави проектот, го носи проектот, уплаќа средствата, кој ќе заврши со изведбата, одиме на лице место
и тогаш го подпишуваме договорот за снабдување, сега да не ве замарам, постојат повеќе договор дистрибуција, снабдување и така натаму. Му го подпишуваме договор за снабдување, гледа нашата техничка екипа дека е спроведено така што се прави записник од изведувачот, но пак ќе напоменам, има тука еден од почетокот, ама јас имам тој и тој мене ми го одржава парното. Ја викам, нема проблем, но доколку он е лиценциран за работа со газ. А уште на почетокот јас лично комуницирав со сите, со повеќето тие што ги знам што работат во Струмица, им дадов апел да се извадат такви лиценци. Сега повторно кажувам, значи тоа не е нешто што јас го давам, тоа е на Машински факултет, тие се лиценци за работа со газ. Изведувачот на делот за гасниот дел, значи не за парнаџискиот дел, така што викаме, за гасниот дел мора да биде лиценцирана фирма. Останатото, цевките, радиаторите, тоа се не потпаѓа под наша надлежност. Тие не подпишуваат записник, каде што со свој печат подпишуваат дека е така како што треба да биде и ние пуштаме гасот, толку е цела процедура. За нестандардните има друга процедура, но тоа се однесува на згради, на фабрики, бидејќи тука не знаеш една фабрика би користила повеќе, друга помалце, и тоа е како, ајде да бидам појасен, кога вика трафостаница од толку киловати, од толку, и тука е исто различни тие ормарите сватите ги како трафостаници. Кога зборуваме за стандардите, вие и пред малку споменавте, значи често користите меѓународни искуства, патувате, посетувате и семинари, и симпозиум, меѓутоа колку посветувате како јавно предпријатие внимание на вработените, на нивната обука, да бидат тие напред, бидејќи и самиот рековте дека се тоа, иако во светот не е ништо ново, меѓутоа за нас беше релативно нов. Колку во тој дел посветувате внимание на луѓето кои што работат во Струмица газ? Значи вака, јас сум знаел и друг пат да кажам, кога доаѓаат од страна мислат дека тоа е некој јавно предпријатие со 100-200 вработени. Значи ние повеќе користиме надворешни фирми околу делот на изведбите и така натаму. Струмица нема многу вработени, но се доста вредни луѓе. И кога доаѓа сега, од кога почнува сезоната, да не звучи грубо, нема работно време, има работно време, меѓутоа сите се на стендбај, што викаме, значи одговорно се вршат својата работа. Од моја страна им е овозможено било каква обука, било каква книга, било каков семинар, значи за тоа буквално сум им рекол, не ме прашувајте, само испланирајте си во времето, и тоа најчесто го практикуваме да биде кога ќе заврши грејната сезона, бидејќи тука се многу помали врските. Значи едукацијата нивна максимално е дозволена од моја страна во целост. Значи не се случило да еден приречник ако сака некој да го земе да не го добие. Но исто така јас настојувам да во контактот со добавувачите му инсистираме, преска спомнав електрофузиони спојки Џорџ Фишер. И некам, добро, а уствари тие се најдобри, всушност се најдобри тие. И сега, да не им премногу ласкам, некам, ако ги обучите нашите тимови, така како што треба, и специјални екипи доаѓаа од Швајцарија да ги обучат и изведувачите, и нашите луѓе за електрофузионот, има буквално полагање тест. И доколку не се положиат, тие се швајцарци. Нема овој ми е брачот или овој ми е пријател. Се одеше до крајност. На тоа не се штеди и не се жали. Пак ќе повторам, се што се применува во светот го применуваме во Струмица. Се покажало ли во изминатиот период да не идете на одредени проблеми, или пак во овие неколку години од како функционирате се случило ли во некои моменти да се јави недостаток од газ? Како го решавате тој дел и како сте во тој дел организирани? Па видете, снемува и струја. Некојаш, нели? Снемува вода. До сега, за среќа, не се случил таков проблем. Но што е предноста наша? Еве пред
памтат граѓаните пред 2-3 години, кога она кризата во Украина резултираше, Русија го затвори гасот према цела Европа. И Европа остана без газ. Значи, на тоа не може да бидеме имуни. Но што е нашата предност? Нашето е камион. Ако нема во Бугарија, има во Грција, има во Скопје. Може би во тој момент тоа дупло ќе го платиме. Но мобилноста наша допринесува да можеме да од повеќе места се снабдуваме. Сега, моментално, заради близината се снабдуваме од Петрич. Веќе Мак Петрол направи една станица, знам дека во проект име нова голема постројка за компресирање, некаде кај аеродромот Петровец, јас знам точно Чолија се вика таа населба. Таму ќе имат исто големи компресори. Знам дека кај Кукуш исто се гради, но за 2-3 години јас очекувам да дојде гасоводна цевка до Струмица и тогаш уште помалку имаме тие проблеми, но ако тој од Газпром го сопре вентилот, тој го сопира за цела Европа, не го сопира само за нас. Предноста за која што треба да се размислува, а тоа е малце глобално прашање, во меѓувреме ќе почне да се гради еден друг гасовод ТАП, се вика, тој Trans-Adriatic Pipeline, и тој доаѓа од Азербејџан, Турција, Грција, кај Кукуш проаѓа. Таа можност мора влада било која на Македонија да ја искористи и продолжува за патем за Албанија, еден крак се дели за оди за Италија, еден крак према Далмација нагоре, Црна Гора. Тогаш веќе имате две алтернативи. Значи, постоечката цевка што е во Бугарија и оваа а бугарите имат и собствено производство, собствени наоѓалишта, значи плюс има и таа можност. Значи, иако сега најголемиот играч е Газпром и цевката што доаѓа до Скопје во Бугарија претежно е со руски газ, конекцијата што би имале и во преку ТАП би овозможила Македонија да може да бира, а на тој начин и ние како дел од Македонија, но тоа е нешто друго. Сега за сега не сме имале проблеми, со превозот еднаш, не знам, почекавме саат, два, системот на граница беше застанат, чисто формално камионот да пројде, меѓутоа секаде наидуваме на разбирање, бидејќи се работи за тоа, што е, сите знаат што е тоа, така да немаме некој генерален проблем и верувам дека нема да имаме таков проблем. Која е цената која што во моментов е плаќаат граѓаните на Струмица? Па вака, минатата година беше 44,5 денари, значи тоа е со ДДВ, со нашата маржа и така натаму. Сега новата цена е 37. И ова е фантастична новост, радост и за мене што уште повеќе тоа ќе може да се имплементира, а со доаѓањето на цевката нема да биде повеќе од 30 денари. Тогаш глупо е некој да размислува, бидејќи вие може да му сопрете на некој да користи дрва и да не сече, меѓутоа треба да му дадете алтернатива. Ние веќе сме алтернатива. Затоа што, пак ќе повторам, сетете се тоа преска што ви го реков, користите гасен котел, тој ве грее и ви дава топла вода. Тој што во минатата година гасот беше некаде во зависност. Многу битна работа, исто да напоменам, изолацијата на куќите. Тука многу зависи тоа. Меѓутоа, со тоа што тој што е на дрва, па уклучува бојлер, уклучува рингла, плаќа струја, со гасот кој ќе компензира загубата кај струјата, веќе и со дрвата, и минатата година мислав, кога тој би користил, се тоа би биле нарешено, но сега веќе тврдам дека гасот и дрвата се едно. А да напоменам, треба да мислиме и на нашите деца, и на нашите внуци. Со гасот немате загадување, не се сечат шумите, посебен дел е земјоделието, каде што таму огромни количини на дрва се трошат, но за тоа верувам ќе позбориме малку покасно. Токму тоа сакав да зборуваме, бидејќи
темата е широка, меѓутоа времето ни е толку колку што е. Она што мене во моментов ме интересира и имаше одредени најави дека со тек на времето полека сигурно ќе почнете да се ширите и кон населените места. И првично ми се чини дека она што беше планирано е земјоделските површини или оние поголеми оранжери да бидат опфатени. До каде е таа идеја? Размислувате ли, работите ли на таа проблематика? Значи, јас тоа и го обеќав дека ќе го направиме, и проектната документација е направена за гасовод до Дабиле, проектна документација за гасовод до Куклиш, кој што е во непосредна близина, до Добреци, а веќе кога спомнав дека имаме кај зона Север, значи имате 2-300 метра да влезете во селото. Намената таму е претежно за пластениците, таа ми е мене идејата да прво им помогнам на тие луѓе, бидејќи, верувајте, тоа што ја таму го видов е... тие луѓе се измачени. Пред 3 дена со една екипа од еден институт од Германија бевме во Куклиш и посетивме на таква оранжерија. Котлите им се на сите самопрајски. Значи, тотално неефикасни. Тоа е мое и нивно гледиште кога го видов тоа. Таму тврдам дека 40% од снагата од енергијата тие користат за гревање, сето тоа оди во чат. За 10 декари, понашки кажано, 800 кубика дрва се трошат. 800 кубика. Ја кога го видов таму 800 кубика, па толку нема на плацот у Македонски шуми. И тие луѓе цела вечер тоа да ги таму ложат, да редат, тие спијат на нивата. Јас час поскоро сакам тоа да го направам и да ги на еден начин, така да кажеме, едуцираме, за тоа ќе треба малце повеќе да преземе обврски државата. Знам дека некои пратеници поднесуваа амандман да се гасифицира струмичкото поле со пари од владата, па беа одбивани. Многу лошо е кога во енергетиката се меша и политиката, тука веќе, бидејќи тоа е на штета на граѓаните. А што би добиле тие земјоделци? Прво, што би добиле? Не пари, здравје. Че тоа секогаш го кажувам. Прво што ќе добијат здравје. Ќе си спијат дома, нема да спие таму по пластениците, во никакви услови. Ќе може да си биде со својата фамилија или пак да си работи друг бизнис. Бидејќи тоа е време, тоа е врзан. Кога би било на газ, значи во една оранжерија ќе се постави термометри, така е тој систем, си го штелува, што знам, за краставиците требало 17 степена. Си го наштелува на 17 степена и оди си тера друга работа. Не треба да биде таму присутен. Прво, второ, нема да се сечат шумите, трето, нема да се загадуват, бидејќи ние викаме ефтин производ. Меѓутоа, ако размислуваме севкупно и далекосежно, тој уствари е најскап производ. Што се правиме и уништуваме. Сега, овде, па тоа ми е еден апел, да јас да сум, така да кажам, министер за земјоделие, ќе дадам еден предлог. Тој што ќе се преадапти, значи воопшто нема да размислувам дека Куклишкото поле требало да се гасифицира. И сите други останати сила, не е проблем тоа. Сега нема да дадеме затоа што тоа е струмица газ. И тука веќе затоа што е струмица. Така не сакам јас да размислувам. Тоа е за полето. И тоа поле е на граѓаните, било на и ќе си остане, не е на ниедна партија. Да се тоа гасифицира, да се можат на луѓето да им се даде субвенција. Тој што ќе се бидејќи тие котли, тие што ги имат, не може да работат на газ. Невозможно е. И се тотално неефикасни. Сега, да предпоставиме, тој што ќе инвестира, пример, треба да инвестира, што знам, 20.000 евра, 10.000 евра субвенција да добие од државата. Зошто да не? И има еден уште друг понапреден систем, тој ќе се појави како идеја наскоро, тоа е со систем на когенерација. Тоа го имам еднаш-два пати спомнато. Тоа ви е нешто како тето централата што е во Скопје. Што значи тоа? Тоа се специјални генератори, така да кажам, когенератори, кои што работат на газ, произведуваат струја, но нус продукт име огромна количина на топол воздух и топла вода. И значи со едно инсталирање на една таква, например на средината помеѓу 20 оранжерии,
тој што ќе е негово тоа, на газ ќе произведува струја, ќе ја продава на евана, а топлотната енергија може да ја пласира, да ја продава во договор со земјоделците на земјоделците. Но тоа би бил втор чекор. Но зошто, еве тоа го кажувам втор пат, претходно го реков на друга телевизија пред една година. И па за таа една година не дојде некоја институција да каже де да видиме тоа како да го предложиме, да го реализираме. Значи, повторувам, беше предложено во Собранието на Македонија да се гасифицира, знам за Куклишко поле, беше одбиен тој амандман. Сега пак апелирам и до претениците, значи да го издействуваат. Тоа е за овде. Не е ова на никој, ова е на сите. Кој сум за кај сите? Да кажам нешто што преска реков, ќе ви кажам за регулаторна комисија на Македонија. За жал, бирократскиот дел во Македонија е доста застапен и јас им посакувам на сите други предпријатија што ќе се ствара во овој дел да не го проаѓаат патот што ние моравме да го проаѓаме со папирологијата збора. Значи, верувајте, година дена, навистина е така. Значи, некако тоа да се скрати колку што може повеќе, не на штета на квалитетот и на прописите. Меѓутоа, знам јас веќе од моја искуство колку тоа може да се поедностави. Но, за да го работи оваа работа, мора да имате лиценца. Лиценца за дистрибуција, има лиценца за пренос, таа има гама, значи тоа е за гасоводите низ Македонија, лиценца за дистрибуција, лиценца за снабдување. Струмица газ, граѓаните на Струмица, има лиценца за дистрибуција за следните 35 години. 35 години не може никој да им влезе во градот, предпријатието е на граѓаните, и снабдувањето е либерално. Може некој да сака да снабдува, но ќе плати на Струмица газ за преносот. Што да не знаеште цевки. И на шала реков, кога добивме лиценцата, кога истече лиценцата, ја ќе имам 85 години. Значи, тоа е огромна придобивка. Тие што работат во енергетика знаат што значи да имаш таква лиценца. Само уште едно прашање околу земјоделските површини, кога може оптимистички да се очекува да... Значи, ајде да не кажам со 100% на сигурност, меѓутоа имав разговори со градоначалникот и имам зелено светло и за буџетот предвидени пари и така натаму, да од буквално првиот после зимски ден, значи знаеме, декември, јануар не може да се гради заради временски услови, меѓутоа, ајде да не кажам 1 февруар или 5 февруар, првиот момент кога во февруар месец ќе почне, ќе се дозволи изградбата, ќе го реализираме тоа. Делот, значи веќе и со дозвола за градба се за делот до Дабиле, кој што е најдолг, кој ќе кажам најдолг, некаде 700-800 метри, не е ни толку многу. Куклиш е многу блиско, Дабиле е многу блиско, Градско Баловци, цевката ни проаѓа покрај раскрсницата кај терминалот, знаете колку има од таму до мостот. Значи буквално за 200 метри сме во Градско Баловци и понатаму и останатите, меѓутоа пролета јас очекувам да го отпочнеме тој дел и ќе го реализираме. А натаму, но за тие луѓе да бараат приклучок, прво мора една едукација, како би било, што би било, и нормално доколку би имало и помош од државата, бидејќи знам дека доста куборат и со финансии, а нормално има почетна една инвестиција. Сега во овој период ги работиме забрзано сите барање за приклучоци да ги исчистиме и ќе отпочнеме со една мрежа некаде околу 500 метри ке е таа, од кај старата болница до католичката црква, па еден крак ќе се спушти до Топчето и другиот крак продолжува по Дојранска до крајот. Таа ќе пробаме да, верувам да ќе ни дозволат временските услови во ноември, да ја реализираме и после тоа се процедури испитување, притисок, така натаму, да можеме у декември некаде и да ја пуштиме и неа, бидејќи тоа што го зборев преска, во септември дојдоа 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и видов дека таму има интерес, ама дојдоа во септември. И за на крај, едно резиме, кога ќе погледнеме од оваа временска дистанца, се покажа ли како исплатлив и оправдан проект гасификацијата на Струмица, не само во делот на тоа што го заштедуваат и граѓаните и јавните предпријатија, но ако гледаме финансиски како начин на функционирање на самото предпријатие?
Вака, значи вакво прашање имав од еден советник во Советот, вика, па до кога ние ќе ве спонзорираме општината од буџетот, кога сами ќе имате пари. Јас одговорив и сега ќе одговорам на ист начин. Ако ние во овој момент престанеме да градеме и само си таму кај што имаме цевка си правиме приклучици и се наплаќаме, ќе почнеме да бидеме рентабилни. Но ова е жива материја. Преска ви спомнав, ние имаме 22 километри, водовод има 200 километри, Евана има 200 километри. Значи, мора да направиме поголема мрежа за да се осети бенефитот и да кажеме, сега веќе општината не треба да ни дава средства, ние сами ќе можеме. Тоа нема долго да трае, верувам дека за неколку години и тоа ќе се случи, но во тоа е иднината. Тоа е процес што оди напред, не може да оди назад. Во ред, јас ви благодарам многу за гостувањето. Има уште многу прашања, уште многу теми, па и овие теми кои што ги отворивме, има уште многу подпрашања кои што верувам дека граѓаните ги интересираат. Меѓутоа за вечерва времето беше толку, но јас се надевам дека нема да биде ова ваше последно гостување. Ќе имаме прилика и ние, а и гледачите многу набрзо повторно да поразговараме и малку подетално да разработиме. Стојам на располагање кога сакате. Доколку имате теми, доколку имате било какви прашања, а и информативно, јас знам дека секогаш ви повикувам, сте присутни, ви благодарам за вашата присутност, кога и да треба, јас сум овде на располагање, јас сум во јавно предпријатие значи за сите граѓани, значи кога и да ви треба, сум овде, ќе бидам присутен со задоволство. Благодарам уште еднаш, а во меѓувреме се надевам дека вашето предпријатие е отворено за сите дополнителни прашања за граѓаните кои што ги интересираат. Апсолутно. Да не слушат квази стручњаци, квази приказки, нека дојдат, ние ќе им кажеме најправилниот начин и најдобриот совет ќе им го дадеме. Во тоа бидете убедени. Ви благодарам уште еднаш на времето. Благодарам и на вас. А ви благодарам и на сите вас кои што вечерва повторно бевте на програмата на телевизија Интел. Довидување.